Во Вашингтон се одржа форум на организациите на македонската дијаспора. За што се расправаше на тој форум од прилогот на Јане Бојаджиевски. Целта на форумот беше да се подобри координацијата и активностите меѓу организациите на македонската дијаспора во САД и Северна Америка. Што прават за Македонија и начинот за нејзина промоција во САД, каде може да се прави подобро. Васил Бабамов од Асоциацијата за македонско-американско партнерство од Колумбус, Охајо, истакна дека неговата организација е насочена кон средби со сенаторите и конгресмените, со цел да им се објаснат, како што вели, некоректните позиции во антимакедонските резолуции. Амбасадорот Зоран Јолевски ги поздрави иницијативите на иселениците и рече дека амбасадата на Република Македонија е подготвена да им излезе во пресред на нивните идеи. Со овој форум се очекува тие да се координираат меѓу себе. Се очекувам да биде традиционален, секоја година се собираме за да може да се договараме како ќе настапуваме во следниот период, а исто така и да се насочат нивните активности кон лобирање во Американскиот конгрес и Сенат, меѓутоа и кон привлекување на што повеќе странски инвестиции, кон презентирање на македонската култура во Америка. Дејан Костовски од организацијата Македонија 2025 ги лоцираше областите каде може да се помогне на татковината. Туризам, процесирање и производство на храна. И за Владимир Ацев, кој важи за еден од најангажираните представници на македонските иселеници кога станува збор за собирање средства за помош за деца во Македонија во вид на книги, лекови и друга опрема, средбата е корисна. Може да помогнеме со хуманитарна помош да лобираме во Конгресот за влез на Македонија во НАТО, Европската унија за заштита на името, како и да пронајдеме странски инвеститори. На првиот форум на македонските организации од дијаспората во Соединетите Американски држави во Вашингтон, што најверојатно ќе го добие приматот на традиционален, беше изражено очекување за унапредување на соработката со единствена цел, поголемо лобирање за Македонија, но и представување на земјата како мала, но со големи можности за инвестирање. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.